Играта е составен дел во растањето и развојот на секој дете. Тоа добро го знаат во Крле Врле и прават успешен избор на најновите, најпопуларните и најбарани играчки меѓу децата. Изборот е голем. Забавни, едукативни играчки за најмали и за малку поголеми, за принцези, конструктори, доктори и шофери. Овозможете му на вашите деца радосно и безгрижно детство. Крле Врле се наоѓа во непосредна близина на дрвениот мост, а драги деца, ако мама и тато не знаат каде е тоа, фатете ги за рака и донесете ги вие. Крле Врле. Македонско-турското здружение Мустафа Кемал Ататурк од Битола денес слави 8 години од своето формирање. На свеченоста на која присуствуваа бројни членови и соработници кои учествуваат во активностите на организацијата од Република Македонија и Република Турција. Претседателот Мемише соопшти програмата за работа на здружението за 2015 година. Првата работа која што навистина ни недостига барем досега во Битола е Турски културен центар. Го има во Скопје, а наша идеја е зошто да го нема и во Битола. Со сите сили ќе се активираме оваа година, 2015-та, да издействуваме од амбасадата на Република Турција, од владата на Република Турција и Битола да добие културен центар. За почеток нека биде тоа и некоја мала просторија, која што ќе служи и како читална, и како библиотека, и како едно место каде што ќе се собираат турците од Битола, затоа што мислам дека тоа ни недостига. Втората работа, кон која треба да се посветиме е малку поголема заштита на спомениците од османлискиот период. За жал, еден дел се во многу лоша состојба. Пред се мислам на Безистенот, мислам на некои бањи, џепането во касарната, двете џамии, за кои за среќа постои евотек реконструкција, значи Исак џамија и Хајдар Кади, но Јени џамија се уште е во фаза на ископување веќе 10-та година. Имаше најава од Министерството за култура дека тие ископувања ќе завршат во 2014 година, не завршија барем досега. Се надеваме дека ќе влезат дека овој проект со Јени џамија ќе влезе во програмата на Министерството за 2015 година и дека конечно џамијата ќе биде реконструирана. Иако претходно функционираше последните десетина години, во Битола не работи паралелката на турски јазик, па заради тоа Македонско-турското здружение Мустафа Кемал Ататурк организира курсеви по турски јазик. Паралелката беше во рамките на основното училиште Гоце Делчев. Дел од нашите членови таму учеле до 4-то одделение на турски јазик и беше во тој дел така нареченото турско училиште, нели, зградата од Гоце Делчев. Имаше обиди за да се активира повторно, но барем досега безуспешно. Нашето здружение 4 години со ред организира курсеви по турски јазик, кои што досега ги имаат посетено околу 200 слушатели. Сме ги имале од 6 до 70 годишни луѓе. Има интерес многу. Оваа година се надевам дека по 5 пат ќе ги организираме курсевите. Ни помогнале досега во организацијата неколку основни училишта од градот, кои што бесплатно ни обстапиле простор. Македонско-турското здружение Мустафа Кемал Ататурк е формирано на почетокот од 2007 година со седиште во Битола и со 2 огранока во Скопје и Прилеп, чија цел е зголемување и одржување на македонско-турските односи во сите полиња. Една од позначајните активности кои ги има реализирано здружението изминатите години е издавањето на монографијата за Битола на македонски, турски и англиски јазик, која беше промовирана во Битола на саемот на книгата во Скопје и во градот Ајден во Република Турција.